Две змии, како овие, биле видени во дворот од куќата на жители од тетовското село Синичане. Во друг случај, животот на една жена, дојдена од странство, бил загрозен откако таа се соочила со две змии во својата куќа, овде во Македонија. Таа денеска не беше дома, но за ТВ21 случајот го опиша нејзиниот девер Керим Демири. Тој рече дека змиите дошле од полето и влегле во куќата за да се напијат вода. Денеска Керим излегол да ја чисти куќата наоколу за да не се повтори оваа непријатна посета. Жената на брат ми ги видела змиите како висат онаму. Тие дошле тука за да се напијат вода. Таа го отворила капакот и го затворила па побегнала. Денеска најмив работник за да го изчисти местото. Единствената институција каде што тетовци можат да се обратат за помош во вакви случаи е противпожарната единица. Шефот на службата во Тетово, Ука Алити, вели дека минатата недела два пати биле повикани да интервенираат. И во едниот и во другиот случај змиите влегле во автомобил. Очигледно е дека во последно време имаме проблеми со змиите, бидејќи само оваа недела интервениравме два пати, каде извадивме змии од автомобилите на нашите граѓани. Тие побараа од нас помош, бидејќи нема друга институција која се занимава со оваа работа или проблематика. ТВ21 отиде и во Тетовската болница за да прашаме дали има доволно серум кој се дава во случај некој да биде каснат од змија. Не уверија дека има доволно резерви, а доктор Фатмир Салиу апелира до граѓаните да бидат внимателни кога излегуваат во природа. Но доколку некој сепак е каснат од змија, доктор Салиу вели дека веднаш треба да дојде во болница. Во нашата болница имаме доволно резерви од антивеприн или серум кој се дава откако ќе те касне змија. До сега немавме никаков проблем. Имаме постојано серум. Не се случило да немаме или нешто слично. Каснувањето од змија може да биде многу опасно, но лекарите уверуваат дека може да се спречат последиците доколку брзо се интервенира. Во случај пациентот да не побара помош на време, последиците можат да бидат фатални. Се смета дека секоја година во мај, јуни и јули, кога поради жештините змиите се раздвижуваат, има околу 100 случаи на каснување од змија, а 15 до 20 од нив завршуваат на клиниката за инфективни болести во Скопје. Биолозите велат дека во Македонија се регистрирани 16 видови змии, од кои неколку отровници.